Каква е безбедноста на македонските новинари? Работилница во организација на Сдруженијето на новинари на Македонија во соработка со полицијата и ОПСЕ. Се разговараше за тоа како новинарите ќе треба да известуваат, а при тоа да бидат безбедни и како да допринесат во развојот на демократијата во земјата. Денеска сме тука собрани со група на колеги новинари од источниот крај, заедно со представници на полицијата од овој дел од Македонија. Целта е да имаме заедничка обука на тема безбедност на новинарите. Ова го правиме веќе втора година, како резултат на подпишан меморандум помеѓу ЗНМ и МВР. И целта е преку практична работа, меѓутоа и теоретска работа, новинарите да се доближат малку повеќе до припадниците на полицијата и обратно, со цел да имаат поголеми познавања за спецификите на овие две професии. Сакаме да укажеме дека безбедноста на новинарите беше проблем сериозен во нашата држава, се уште не е проблем што може да кажеме дека е во целост расчистен, меѓутоа преку овие обуки и преку овие активности сакаме во иднина да превенираме насилство кон новинарите и ако се случи, точно знаат што треба да прават новинарите, меѓутоа и припадниците на МВР. Дел од работилницата за безбедност на новинарите во Република Северна Македонија беше и заменик шефот на мисијата на ОПСЕ, Джеф Голдстайн. Во вредности на нашата организација, слобода на слова, слобода за пристап до информации се многу важни, бидејќи не може да има демократија кога јавноста не знае што се случува во државата. Затоа ние мислиме дека е многу битно дека новинарите имаат можност да прави нивната работа без страв. И бидејќи кога тие и не се сигурни дали може кога тие се плашчат, не може да прават добра работа на корист на сите граѓани на државата. И затоа ние сега втората година соработуваме со ЗНМ, со МНР и сакаме да подобруваме односи помеѓу полицијата и новинарите, дека секој подобра би разбира улогата на другата и дека тие можат да подобро соработуваат. Ваше мислење, екселенцио, каде е македонското новинарство? Има многу мал медиумски пазар и тоа создава доволно тешка ситуација, бидејќи нема многу пари, услови за работа за новинарството се многу добри и тоа создава определени проблеми за новинарството, за квалитетот, но тоа е закана не само тука. Во сите мали држави сега очигледно има проблем сега, бидејќи многу луѓе добиваат информација не од медиумите, но од социјалните мрежи и воопшто тоа создава во сите држави сега големи закани за новинарството и мислам дека тоа е проблем и тука. Што можат ли новинарите да помогнат полесно, побрзо, правилно да ја вклопат Европа во Македонија, односно Македонија и Европа и да биде она што значи ЕУ? Ние сите сакаме по напредована држава и ние знаме дека стратегична цел на сите политички опции во држава е членството во Европската Унија и во НАТО и се надеваме дека можеме да помогнеме да подобруваме условија тука во тие области во кои ние работиме.